Ајде сега да ја снимиме вашата инструкција, која ме прашавте. Веднаш на видео ќе нацртам нешто и ќе го поставиме видеото, бидејќи истите прашања ги имаат и сите останати партнери. Значи, предисторија. Ние лансираме нов краудинвестинг проект Dirigible кој има партнерска програма. Реферална програма. Многумина ја нарекуваат различно, многумина имаат различен став кон неа. Соодветно, ние направивме голем проект според маркетинг планот на Skybase, потоа го имавме Simex. Тоа значи дека не сум некој мрежен маркетер, туку има маркетинг план и методологија за работа. Потоа, соодветно, проектот на мотор дујнова значи во проектот. Не знам, стотици илјади во првиот проект. Луѓето кои се регистрирани во мојата структура во Simex, таму десетици илјади беа во проектот Дујнова. Кај мене, ако не се лажам, има околу 300.000 луѓе кои поминале низ мојата структура. Соодветно, имам некое искуство, знаење за тоа како сето тоа се случува, како функционира и имам резултати. И сега, започнуваме нов проект и едноставно ова е добра можност за секој човек кој е заинтересиран за самиот проект Dirigible, како да заработи сега преку партнерската програма. Дури и ако се уште не сте учествувале во неа, но на некој начин ви е интересен овој проект. Затоа, овие се апсолутно стандардни методи на продажба, кои само малку се интегрирани за конкретниот проект. Во суштина, ова е некаков инфобез, бидејќи се поврзано со информации. И многу едноставна методика на работа. Таа апсолутно не се разликува од другите, само малку. Затоа дајте партнерска програма за Dirigible. Партнерска програма за Dirigible. Dirigible. Така. Накратко, од каде започнува секоја работа. Малкумина знаат за ова. Има многу чекори во продажбата, но постои така наречен нулти чекор, кој сите вие мора да го направите за себе. Сакате или не сакате. Тоа е така наречениот нулти чекор, а тоа е да го продадете производот на себе. Продади си. Па, јас. Заработката од партнерската програма е заработка од привлекување на луѓе да инвестираат. Соодветно, тоа е продажба. Мислам дека разбирате за продажбата. Соодветно, првата точка е дека можете да се занимавате со партнерски програми, проекти и да продавате било кој производ. И многу е важно на почетниот стадиум правилно да се избере вистинскиот производ, иако ви се допаѓа. Самата тема. Dirigible, тогаш треба многу длабоко да си ја продадете на себе до крај. Како беше во мојот случај? Во мојот случај тоа беа околу 3 години размислувања. Средби. Јас одев да летам со Dirigible му ја изедов целата глава на Федор. Се среќававме со Кирил постојано. Таму се расправав со некого на таа тема. Односно, се убедував себе си, да, бев скептик. Односно, не реков веднаш, ок, ајде, држи жабли. Односно, долго време не сакав да се занимавам со тоа, не разбирав. Тоа е нешто големо, сложено. И се што правев 3 години беше продавање. Не знам што треба вие да правите. Целото мое искуство го сконцентрирав сега и го презентираме на презентации, вебинари. Значи, првото што го советувам да направите е многу длабоко лично да ја проучите темата за Dirigible, да ги прегледате сите видеа, да ги прочитате сите четови, да ги прегледате сите наши конференции. Односно, само длабоко да видите дека постои интерес за оваа тема, дека оваа технологија е одлична, дека навистина чувствувате дека ви се допаѓа. Вам ви се допаѓа не од аспект на профит, не од аспект на заработка, не од аспект на партнерска програма, туку едноставно што. Dirigible како технологија, како сама замисла за правење проект, градење Dirigible, таа инспирира. Инспирира по патриотски мотиви, инспирира по амбициозноста на проектот. Едноставно сакате да летате. Тоа значи дека треба длабоко и многу да знаете за Dirigible и да чувствувате внатре дека сте ок. Тоа значи дека ви лежи. Треба да бидете како да се спротивставите на сите противречности, што неодамна се појави. Треба да знаете тие беа, знам зошто ги нема. Како? Сакав да бидат тука. Прво, го продаваме овој производ на себе. Соодветно, тоа е да се проучи чатот, да се проучат материјалите, да се проучи YouTube каналот. Тоа е што треба да се направи. Тоа значи да се впие информацијата и да се донесе одлука. Тоа е првото, еден. Понатаму, што ќе правиме, се сведува. Како што учат на БМЕ, постојат. Како две суштини. Ова е поток и ова, соодветно, е платформа на која има некаква понуда,
со дополнителни детали за потокот и платформата кои се важни за корисниците. И понатаму, оваа понуда за инвестирање е генерирање обиди за вклучување на луѓето во овој проект, и понатаму, и понатаму, и понатаму. Соодветно, сега ќе разгледаме. Од каде се генерираат луѓето, односно кои се изворите на сообраќај, од што се состои продажбата. Резултатот се состои од бројот на обиди да се постигне резултат, помножен со квалитетот на тие обиди. Тоа значи дека треба да генерирате обиди за вклучување на луѓето во проектот. Односно, како може да се направи тоа, како се прави тоа на едноставните чекори. Плюс, платформите, сега ќе разгледаме каде ги приземјувате. Ајде да разгледаме, постои стандардно, што се однесува до сообраќајот, постои стандардно правило и многу позната кратенка, тоа е TRIF. Тоа се friends, пријатели, целото семејство, односно, всушност, тоа е вашето најблиско обкружување. Тоа значи, не се професионални инвеститори, не се некои фондови, не е некаква реклама. Тоа е едноставно. Во буквална смисла, секој од вас, да, токму сега треба да седне и тоа е првиот чекор, кога го генерирате овој тек, бидејќи може да се состави од различни делови. Ова е наједноставниот, најбрзиот начин. Кај мене тоа беа навистина моите родители, моите браќа и сестри, братучеди, втори братучеди, роднини. Тоа беа само моите пријатели. Односно, буквално седнав и ја отворив телефонската книга и таму. Гледам и во главата запишувам нешто како Рубен, ок, нему ќе му кажам, Федија, ок, нему ќе му кажам. И јас буквално потрошив половина час само физички запишувајќи луѓе. Причина, веќе се отпишав. Во мојата телефонска книга имам околу 5000 контакти. Не значи дека на сите би им раскажал за ова. Значи, разбирам дека тебе ти беше интересно. На тебе, на некого не му е интересно. Јас едноставно составував список на овие луѓе. Според моје мислење, со кого би сакал искрено човечки да ја споделам оваа информација. Тоа е апсолутно најнеприродната таква работа. Дознаев нешто неверојатно класно и би рекол дури повеќе, би се чувствувал. Па, како? Би ми било срам за моето однесување, ако дознаев дека таму лежи парче злато и не му кажав на никого за тоа. Значи, јас, како што не знам, не сум многу добра личност, затоа што не споделив нешто прекрасно. Соодветно, јас само го запишав ова колку ќе имаат. 30 луѓе, не знам, можеби 50, 100. Ете, значи јас, пишувајте директно вак. Со ова би споделил, со ова би споделил, со ова би споделил. Се, ќе имате прва база со која ќе работите. Има многу алатки и канали за генерирање на сообраќај, но јас сум уверен дека ако го направите ова квалитетно, можеби тоа ќе бидат вашите колеги, можеби луѓето со кои сте учеле на универзитет, можеби оние со кои се дружите навечер. Темата за дирижаблите, за неа може да се договориш со кого било, без да се вклучуваш во инвестиции, туку едноставно, моите другари градат дирижабли. Прекинување, тоа е буквално значењето на зборот прекинување. Кој само не слуша, тоа ги интересира сите. Соодветно, ако правилно го обработите овој список и правилно работите со него, нема да ви треба состанато. Еве јас, никогаш не сум користел никаква реклама. Ја издавав групата на ВКонтакте, објавував постови на мојот зид. Еве, во буквална смисла на зборот, социјалните мрежи, сите тие компании кои се огромни, стотици милиони долари се создадени од бесплатна група на ВК. Сите, значи, многумина го сметаат тоа за неправилно и тоа функционира во секоја земја. Понатаму, второ, можете да користите, сега нема да навлегуваме во детали, но било какви видови на сообраќај што знаете да ги генерирате. Инстаграм постови, каде што имате некаква публика. Прашањето за структурата, како да го направите тоа, ќе го разгледаме малку подоцна. Соодветно, секоја реклама, сега само ставив многуточка, секоја реклама, секој вид на генерирање сообраќај, секоја реклама. Па, рекламата, се разбира, не се некои билборди, туку тоа е кој знае да се справува со Таргет, со Google Дворец и така натаму. Ова е една приказна за некој што знае да прави видеа на YouTube. Моите видеа на YouTube успешни беа, што јас правев. На мојот канал објавив недобрата содржина кога правевме моторно тркало и потоа едноставно го пребарав на Google Дворец, тип најмотните електрични велосипеди во светот. И влегувам,
Таму некаде 100.000 прегледи, 200. Јас во коментарот вметнував таков пост, а вие видовте дека во Русија прават уште помоќен електричен велосипед. И линк до група. Се, па типично, се занимавав со нив неколку дена. Да, и тоа ни донесе во групата околу 6.000 луѓе. Па, методите, секако, се гениални луди. Понатаму, соодветно, можете секој да седне. Дури и во формат на наша пракса, може кој гледа, кој сега. Можете веднаш сега да седите, да ме слушате, а сами да се присетувате. Прашање. Значи, како изгледа проектот? Проектот изгледа од прилика добро. Гледајте, еве го стартот на проектот. Сите знаете дека на 25 во 008 тој започна. Да, еве од тука стартуваше проектот. Еве го, тргна. Соодветно, што? Беше произведено прво. Еве тука имаше некои луѓе, значи ги имаше многу, таму некаде се шетаат. Јас навистина физички создадов чет во Телеграм, дирижабли. Напишав, монци, јас се спремам да градам дирижабли, во започнуваме проектот. Во суштина, создадов еден од потоците, кој го насочив во информативниот бранд за создавање дирижабли, кој во целина тече всушност. И јас само ја генерирав, односно, направив за 5 луѓе и им испратив информации за тоа. Таа тука се насели, понатаму, следниот ден испратив уште. На 2-3 луѓе. Сега ќе ви кажам што зборував. Мислам дека сите вие видовте што зборував. Јас велам, ние ќе градиме дирижабл од новата генерација. Тука ќе раскажувам како го правиме тоа, без да предлагам да не инвестирате. Јас велам, па ќе ми требаат вашите совети, да видиме како. И секој ден, физички додавав по неколку луѓе тука. Што се случува тука? Некои луѓе се повлекуваат, на некои не им се допаѓа ова, а некои почнуваат да влегуваат во овој информацијски тек и тој се движи веќе со сите. Соодветно, едноставно задачата сега е тој ваш список постепено да го пропуштате низ некоја информацијска средина која поттикнува на прифаќање на потребната одлука. Какви решенија ни се потребни? Имаме прва приказна, само наблюдувај внимателно. Што точно прават? Ние не покануваме да инвестираат, затоа што луѓето реагираат љубоморно на своето. Можете да им кажете на луѓето, слушај, само погледни колку е убаво, само како те инспирира. Значи, само треба да се наблюдува внимателно и детално, без да се пропушти ништо важно, бидејќи секој мал детал може да биде од големо значење за целокупната слика и разбирање на ситуацијата. Ти ги покануваш луѓето само да погледнат, апсолутно безстресно дејство. Значи, постои таква инка. Еве, на пример, запише 100 луѓе во твојата листа. Потоа, од оваа листа веќе испрати пораки на 50 луѓе. Од тие 50, 25 луѓе се приклучија на оваа група. И понатаму, значи, само список, потоа се приклучија, само во Телеграм се приклучија, само лесно, така. 25 дојдоа на вебинарот, дополнително и така натаму. Вебинар, потоа, да речеме, 10 се регистрирале. Цепката е таква што списокот ти одлучуваш колку луѓе ќе имаш, колку си составил. Понатаму постепено и ти добиваш ваква воронка. Со конверзии на секое ниво. Значи, толку многу луѓе таму раскажаа, понатаму постепено го зголемуваш бројот на луѓе со кои си споделил. Ја зголемуваш оваа конверзија, например, од 50 ја правиш 60, односно, ја зголемуваш, го подобруваш квалитетот на твојот контент кој го пренесуваш. Луѓето многу ја сакаат редовноста. Дури и ако само редовно правиш нешто, и луѓето не сакаат да се придружат, но гледаат дека една година правиш тоа. Што правиш ти? Соодветно, се регистрираа, инвестираа, например, инвестираа такви, например, 5 лица. А станаа партнери, например, од нив тројца и така натаму. И еве ти таква инка, која еднаш и потоа се проширува на 3 инки на следните луѓе, кои почнаа да работат со тебе. И повторно потече вода тука. Соодветно, го зголемуваме бројот на обиди,
Постепено го зголемуваме квалитетот на тоа што се случува, како го пренесувате тоа ги следиме овие луѓе во партнерската програма. Значи, што е тоа информацијска средина или информацијско сценарио по кое треба да ги пренесете луѓето? Како конкретно го правам тоа? Прво, јас пишував на луѓе, Сане, видовте го. Завршивме голем претходен проект и можеш да кажеш. Тимот кој направи огромна фабрика. Никој не веруваше дека е можно, но факт е. Направено е. Го завршуваме и сега ќе започнеме нов проект. Може да се најдете на почетокот на нов одличен проект. Наши луѓе, ние плативме околу 40 милиони долари провизии за овој проект. И овие 40 милиони долари некој ги зеде. Тоа не сте вие, но некој го направи тоа. И поголемиот дел од овие луѓе никогаш не учествувале во ништо, ниту во партнерства. Соодветно, јас само велам, гледајте, се започнува нов проект, тип луѓе градат држави и јас само ја споделувам врската до нашиот предстартен чет и ја праќам дополнително. Ако човек предизвикува интерес, јас го праќам овој 15-минутен клип од американски блогер за држави, ние наскоро ќе направиме свој, тој раскажува. Без да повикува на ништо, туку откривајќи ја темата за дирижаблите, за технологијата, за карактеристиките, за предностите, за недостатоците, за тековната ситуација со инфографика, со сето останато прекрасно. Соодветно, ако некој каже вау, потоа јас велам гледајте, луѓе. Јас делумно давам информации со ниска. Да речеме, потенцијална возбуда кон негирање, како на пример, што ми продаваш ти таму и така. Јас само велам, монците прават, ќе изградат огромен проект вреден десетици милиарди, ние ќе изградиме огромни работи во Русија. Тие прашуваат што е интервју. Ти им велиш, така дирижаблираат, тоа е одлично. Еве ти 15 минути за мал видеоклип. Тие гледаат. Понатаму проширете. Ако на човекот не му е интересно, пуштете го, нешто ќе му испратите. Ако тој каже, бре, супер, а што е тоа? Јас велам, слушај, па, погледни ги само нивните интервјуа. Јас ги праќам интервјуата при покажување интерес. Потоа може, например, да споделиме како летавме. Например, летот. Летот од Феѓа, например. Тоа значи дека давам. Постепено, како во природен разговор. Стигнавте. Во Русија, вашите момци гледај дирижабл типа класно. Гледај, ако е интересно, ќе имаш време, слушај го нивниот целосен вебинар. Каде што јас и Феѓа седиме на вашите места и пренесуваме што точно планираме да правиме. Потоа, ако рекоа да, одлично, како, а од каде младите одлучија? Не, чекај, не младите, им ја покажувам конференцијата. Говорам, гледај, кет го. Кажувам следното значење на нашето. Гледај, таму има сериозни луѓе, таму академици, таму институти, таму фирми кои го создаваа РОАС. Значи сите заедно, таму е собран одличен колектив. Погледни и таму можеме да покажеме, можеме хумористичка информативност како што го снимаше. Соодветно јас. И понатаму секогаш ги создававам овие потоци. Ако пак потоа, да речеме, што покажувам? Покажувам фотографија од конференција, каде што велам, гледај, еве, да речеме, фотографија, еве како тоа се одвиваш. Значи, всушност, јас ги водам луѓето само низ оваа информацијска матрица. Значи, не измислувам ништо, прво. А ако тука луѓето некако лојално се покажуваат, јас само велам, слушај, оди на вебинар, види, можеш да станеш инвеститор на овој проект. Јас сум онлайн платформа, луѓето презентираат и објаснуваат. Соодветно на тоа, задачата по први обиди и напори е да ги повикате сите луѓе да влезат на вебинар. Вебинар, значи, всушност, вие активно создавате сообраќај, но не продавате. Продажбата на инвестиции ни е за вас на вебинарот. Односно, можете или да ја покажете снимката од вебинарот сакаат, да биде во живо. И, соодветно, вебинарите се одржуваат секој вторник. Вторник почнува во 17 така, 17 часот, а во четврток колку фети имате? Па, веројатно, да. Еве кај нас ки има, грубо кажано, каде што доаѓаат токму овие академици, каде што во живо ја презентираме целата содржина, но не може веднаш да се покани човек на вебинар.
Тоа е чудна приказна, како јас не ми е интересно. Зошто се подготвуваш и вебинарот ќе трае час-два. Ете, соодветно, следната е воронката. Ги гледаш луѓето, ги загреваш на оние што им е интересно. Само им подсетуваш дека слушај, за 5 минути ќе почне вебинарот. Гледај, ова е кул, само навистина погледни. Вие ништо не продавате, вие велите. Јас сама следам, јас учествувам, ми се допаѓа неверојатно. Толку. И ова е методот на едноставна, редовна, постојана работа. Односно, срцето на бизнисот се создава во овој момент. Значи, од вас е потребен само сообраќај, создаден на било кој начин кој го насочувате кон вебинарот. Ако на човекот му е интересно таму, можете да го насочите не на вебинар, туку на регистрација во кабинетот. Волк, нашиот тековен кабинет се наоѓа на веб страницата исто како и проекцијата Велмаш. Тоа е Solar Girl, значи треба да се регистрирате таму, да потпишете партнерски договор и да ја добиете вашата реферална врска. Понатаму, ако некој каже, ок, ми е интересно, како? Значи, можеш да го снимаш овој вебинар, седиш покрај и гледаш, тој вели, сакам да инвестирам. Му ја давате вашата реферална врска, тој влегува таму и се поврзува со вас. Тоа значи, понатаму инвестиции или луѓето, ако реши да стане партнер, ако реши плюс 1, тие се регистрираат под вас. Имаме маркетинг план таму. Ние плаќаме провизии во осигурителна компанија, во банкарскиот сектор за донеси пријател. Ова не е како. Не пирамида доход, во тој смисол дека луѓето ќе ги добијат своите исплати за инвестициите благодарение на доведените луѓе. Не, луѓето тука добиваат комисионни исплати за завршената работа, а профитот инвеститорите ќе го добијат при успешна реализација на проектот, при дополнителна генерација на профит на оваа компанија. Соодветно, сега нема да одржам голема презентација, ние планираме да изградиме компанија која ќе произведува и управува со држави од новата генерација. Оваа компанија ќе заработува пари и, соодветно, половина од тие пари ќе ги даде на инвеститорите. Имаме рок за реализација на проектот од 3 до 5 години, соодветно приближно. Луѓето кои вложиле, сега на нулевата фаза ќе заработат с 10 и од 10 во наредните 3-5 години соодветно и повеќе. Тоа е ако тие само пасивно инвестираат и не учествуваат во партнерската програма. При тоа, учеството во партнерската програма не е задолжително, соодветно. Лично треба да бидете во тек со што се случува, постепено постојано да ги пуштате луѓето низ овие инка, затоа што ние секогаш ќе одржуваме, овде ќе има слој на вебинари, односно секогаш треба да ги пропуштате луѓето низ овие вебинари. Плюс, постојано, ќе го поддржуваме информацијскиот фон овде. Други зборови, оди серија, а некој дознал за серија, а серијата веќе е на 5-тата епизода. Соодветно, кога тој почнува да гледа нова серија, прво му покажуваат трейлер од претходните епизоди. И, всушност, треба брзо да му организирате почетен презентацијски вебинар, а од следниот, грубо кажано, контакт. Тој веќе ќе биде во тековната река. Значи, тука постојано се отсекува опашката. Всушност, составуваме еден список. И полека, ги испраќаме. Одзема некое време, нели? Јас на вистина само наутро се будам. На 3-5 луѓе јас на вистина разбирам дека тие се адекватни. Тие добро се однесуваат кон мене. Па, мислам, не се обидувам да направам нешто. Некоректно. Говорам, на вистина гледај, правам проект, знаеш што правам, ќе ми дадеш критики подоцна затоа што не ти кажав, затоа што на вистина така се случува, што бре пак. Дали, пак сум пропуштил возот. Соодветно, самиот почеток на проектот, неверојатно убав проект, луѓето на него ќе заработат прекрасен производ. Едноставно го правиш тоа. Го градиш својот тим, го следиш тоа. А, знаеш ли што уште правам? Ја испраќам оваа статистика. Јас ја споделувам статистиката за привлечените пари јавно, каде што покажувам, гледај, ова им е интересно на луѓето. Понатаму, уште еден од методите е да кажеш, темата е интересна, ги знам овие луѓе, сама ништо не разбирам во ова, но ако ти е интересно, имам човек, го знам основачот, ги знам учесниците на тимот, сакаш да одиме кај нив на презентација за ова. Директно ќе поставиш прашање, тие ќе ти презентираат, ќе ти раскажат. Тоа е едноставно неверојатно. Соодветно, ќе стекнеш увид во овие процеси. И по некое време, веќе можеш самата да одржиш дополнителна презентација
бидејќи презентацијата во суштина е само разговор. Односно, разговор каде што разбираш дека тоа е интересно. Ја завршуваш таа тема и воопшто, таму пиеш вино или се занимаваш со нешто, со другарка, со пријателка, со пријатели, со кого било. А по некое време, кога ќе научиш како да го правиш тоа, можеш сам да почнеш да одржуваш вебинари. Значи, јас создавав чат, велам дечки, се оној вебинар исток, ги додавав и велам, ќе ви раскажам. Но подобро е да ги поканите на нашиот вебинар, кажете денески има вебинар, ние го одржуваме квалитетно, убаво. Федија многу добро се објаснува. Соодветно, таму се одговара на основните прашања, како на пример: зошто ми е потребно? Што добијам од ова? Ке заработиш, ке бидеш совладетел, самокласна компанија, како планирате да го направите тоа? Ние ќе го правиме ова вака. Кој ќе го прави ова? Како ќе се распределува профитот? Значи, едноставно еве го одговорот на прашање. И дури и ако човекот донесе одлука, не, затоа што навистина сме во рана фаза на развој на проектот, нема ништо цврсто с. Некако. Но ако човекот вели, правилно ли разбрав, не си подготвен понатаму да инвестираш, кажи, те молам, а што, на пример, кога ќе биде нешто во проектот, да речеме, кога ќе почне да се гради елингот или кога првите ќе пуштат мало аеростат, да ти пишам, да ти соопштам што се случува, дури и ако тој рече не, ти сепак соопштуваш. И на крајот, да речеме, по 3 години, кога кај нас завршува оваа градба, тие ќе речат, значи вие уште сте живи, значи уште градите, па да, значи уште можам да влезам, да, можеш. Значи самиот факт дека твоето мислење за проектот не се променило и редовната работа. Тоа е супер аргумент да се направи оваа акција. Ја целата методологија нема ништо тешко. Луѓе, знам, заработуваат стотици илјади долари месечно. Едноставно пасивно. А потоа следниот чекор, кога веќе си научил да одржуваш вебинари, кога веќе почнуваш да работиш не со инвеститори, туку почнуваш да вклучуваш партнери и да спроведуваш ваква работа. Ова всушност е основата, тоа е најкул. Како ќе стигнете таму? Значи ти веќе, да речеме Рома, продаваш осигурување. Таму осаго, каско. И може да се продаваат конкретно на човекот кој купил автомобил и постојано да се бара тој човек и да му се продава, но со него конкурираат и други. А можеш да ја пренастроиш својата работа и сакам да се договориме со автосалоните, каде постојано се продаваат автомобили и да го поврземе како партнер за автосалонот. За тебе е исто дали ќе продадеш на клиент или ќе се договориш со раководителот на салонот, за тој да го реализира твојот производ, твоите осигурувања. Безусловно, ќе му даваш лавовски дел од комисијата, да, но тој ќе прави сосема друг обем, од кој ти ќе земаш мал дел. Затоа за осигурителите ова е многу разбирлива партнерска шема. За сите мрежни компании ова е разбирливо, односно, многумина имаат некаква алергија на ова. Но ако го правите тоа етички, професионално, лесно, без да притискате луѓе, без да им наметнувате ништо, бидејќи, ако не, тогаш не, луѓе, или треба да разберете дека парапроизводот, да се разберете многу длабоко, дека просечниот чек кај нас е околу 2000 долари, дека може да се инвестира на рати, мислено. Не на 40 месеци, туку по 50 долари месечно. Значи, можеш да земеш пакет од 2000 долари и да внесуваш по 50 долари месец. На луѓето е одлично. За проектот ова е интересно, бидејќи имаме разбирање за планираноста на текот. Соодветно, влезот е низок. Други апликации на пазарот слични нема. Тоа значи дека е одлично. Луѓето кои заработуваат, кои располагаат со капитал, до 1.000.000 рубли, дури и не им доаѓаат. Тоа значи дека ова е уникатна можност за обичен човек да влезе на пазарот на инвестиции. Тоа значи дека ова е многу. Цена. Тоа значи дека не е пазар каде што се надпреваруваат за тебе и така натаму. На повеќето луѓе, вашите пријатели, никој не им понудил да не инвестираат никаде. Ним не им паѓаше на ум, затоа што инвестициите кај луѓето се асоцираат со милиони, десетици милиони. Ова е венчурен проект. Тој е на самиот почеток. Засега навистина нема ништо, но затоа имаме многу силен производ, голем множител и така натаму. Соодветно го изучуваме производот, генерираме проток и го приземјуваме според оваа методологија. Го воведуваме во информациската средина. Јас на ваше место би создал своји четови, каде што споделувам што се случува кај мене со дирижаблите. И таму доведував луѓе и таму ги снабдував со информации. Постепено, тоа е целиот метод.
Соодветно, велам, можам да ви покажам статистики колку луѓе заработуваат во овие структури. Ова е пасивен приход. Тоа е она за што сите сонуваат да имаат приход од $1000 неделно работа. Затоа, а потсети ме, те молам, кога има услови за да започнеш. Да, види, кај нас сега е направено така. Ако си нова и досега не си учествувала, мислам дека веднаш ти се отвора партнерска програма за твоите тековни агенти, кои сега веќе имаат различни добри статуси, бидејќи рефералната програма, нејзината длабочина зависи од статусот. Имаме. Влезете да го погледнете маркетинг планот за нашите од претходниот проект да почнат да добиваат комисија во новиот, тие треба да поминат квалификација. Квалификацијата се поминува доста лесно. Треба да направиш репост на записот. Тоа значи дека треба постојано да го правиш првиот репост на записот. Треба лично да купиш пакет од $2000, од кој треба да инвестираш $100. И плюс, треба да ставиш во првата линија, според мене, првата линија, тоа е да регистрираш лично под себе преку својата референтна врска тројца луѓе кои ќе инвестираат по $500 или пак 10 луѓе по $50. Значи, треба да кажеш дека можеш да работиш, знаеш да работиш и за да добиеш понатамошна референца, треба да ги исполниш овие услови кои се наведени на веб страницата, можеш да ги погледнеш. Повторно, за почетниците ова не важи. За почетниците, според мене, може. Ако има некои прашања, зошто ќе бидем? Ние не би нашле, да речеме голем. Да најдеме голем инвеститор. Гледај, кога немаш дури ни правно лице, нема каде да се дадат дури ни пари на човекот. Гледај проектот, кај нас капацитетот е $100 милиони. Не можеш, како никој, и без ништо, да дојдеш кај некој за $100 милиони. Односно, зошто би му бил потребен? Па, значи, колку што разбрав, така е организирано. Значи, прво сам најди некаде $1.000.000, потоа барај некој што има уште $1 милион. Ете ти 2. Потоа, со овие двајца одиш во заедницата и велиш, слушај, дај уште 3. Еве ти веќе 5. Сега си со 5 мина, ова е таков чекор. Треба да се разбере мотивацијата на инвеститорите за инвестирање. Луѓето со мали чекови, со нашите, немаат задача да ги зачуваат тие пари, немаат задача малку да ги зголемат. Секогаш во инвестициите постои ризик и принос. Колку е повисок приносот, толку е повисок ризикот. Таму поинаку не може да биде. Луѓето со $1 милион, тие не сакаат да ги умножат. Тие сакаат малку да пораснат, но со гаранции дека нема да исчезнат. Тука нема такви гаранции. Тие навистина можат да исчезнат, но ако успее, тоа ќе бидат иксови. Тоа значи дека е многу кул. Тоа е таква игра. Секогаш има две чаши на вагата. Тоа е формат, основно, на лотарија билет. Океј, успее, може не успее. Ако не успее, изгубиш пари, но тоа ќе бидат $5.000. Што е тоа? Дури и ако инвестираш 100 за 2 години, добро, можно е да ги изгубиш. Повторно, тука нема никаква илузија дека има многу опции. Јас ке кажам повеќе, еве ние таму инвестиравме, не знам, проект во 50, веројатно. Дури и ако твојата кафетерија работи и се во ред и ти велиш, дајте ми пари за втората кафемат, имам поток на луѓе, еве, можеш да купиш, а може би нема да успее. Па, значи, ризикот, тој секогаш некако постои. Големи луѓе за големи суми може да се бараат, ве молам, оке, но јас го правев тоа многу пати. Едноставно разбирам дека тоа не е таа фаза. Сега, кога станавме големи, ова е голема инвестиција, $3 милиони. Но, ако, кога сме со пашке во шумата, ако кажеме да донесат тројца, ние таму ќе изградиме фабрика. Кога фабриката е речиси изградена, тој вели дека е подготвен да влезе во ЗОС. Тоа значи дека се само различни фази. Дали има уште прашања? Прашај, заврши полека. Да, јасно. Да, го имам овој подшоп кој е покана. Поканување на луѓе. Јас не покажувам со Кирвинсон. Луѓе, јас покажувам типа, со каква цел, значи. Гледај, едноставно ми јас, да, но можеш да кажеш, бре, гледај што прават овие интересни момци. Едноставно, ќе има некаква реакција, што не ти паднало на ум. Го затвори прашањето, повеќе не, праќаш. Потоа тие велат, предлагаат уште да изградат држава. Во ред па, како, тоа е кул. Ако човекот не е интересен, не се мешаме таму. Соодветно, ако вели да, ти знаеш дека ова е официјално нормална компанија на која можеш да станеш сопственик заедно, не да заработиш.
Значи, ти рече дека со оваа компанија може да се заработи. Едноставно, таму може да се инвестира. За многумина, велам, темата за инвестиции е апсолутно нова и таму треба да се направи одредена работа, преголем напор, заразување, сето тоа е стандардно. Но во целина тоа е мил, добар разговор, кога еден почитуван, достоен човек му раскажува на друг, адекватен човек за прекрасна можност за која тој досега не знаел. Тоа е се. Фазата ќе биде по 2,5 милиони долари, но најверојатно сега ќе ја исклучиме или ќе ја намалиме до милион. Мислам дека собравме 120.000 долари, но според логиката. Повторно, гледајте, сега имаме стабилен рестарт. Многу работи се менуваат. Објавуваме, разбираме дека направивме грешка, менуваме. Ќе направиме така што, веројатно, ќе го исклучиме етапот за собирање на овие пари на рати. Односно не според фактички пристигнатите, туку на рати, бидејќи ќе имаме два поими – финансиска фаза и техничка фаза во реализацијата на проектот. Тие како да финансиските фази ќе ги менуваме по постигнување на парите во рати. Понатаму техничките по реализација на конкретната задача. Да речеме, изнајмивме канцеларија, ја опремивме со техника, на пример. Уште минимален влез, човек кој се заинтересирал. Да, мислам дека е 500 долари. 500 долари кои може да се платат на рати во 10 месеци, односно по 50 долари месечно. Рата, тоа е, гледај, ти велиш, јас би сакал да инвестирам само 500 долари, но не ми е удобно да дадам 50.000. Ке го реализирате проектот долго време, нели? Може ли да го резервирам овој пакет, но да го платам во рок од 10 месеци? Ке внесувам по 5.000 месечно. Вие ќе ги добиете вашите пари, кои ќе знаете дека нема да им ги дадам на нивните деца. Соодветно, на луѓето им е удобно. Вашето е сосема во ред. Благодарам, добре дојдовте.